Почитувани членови на Сојузот на стопански комори, почитувани добитници на признанието за македонски квалитет, драги пријатели. Дозволете најпрво да го изразам своето задоволство што и годинава продолжуваме со традиционалното доделување на признанијата за македонски квалитет. На минатото доделување реков дека годинава што изминува ќе ја паметиме пред се по пандемијата на COVID-19, која што ги загрозува нашите животи и нашето здравје, но и нанесува огромна штета врз нашата економија. Констатацијата за 2021-та, за жал, е слична. Пандемијата не запира, а економијата бавно заздравува. Нашето стопанство се уште се бори со проблемите, а нам ни останува да очекуваме дека со соодветни економски политики ќе ги надминеме тешкотиите за да продолжиме со нормален развој. Верувам дека и на ниво на вашите компании имате соодветен одговор на кризата, која што трае и ќе продолжите успешно да работите за да го задржите и надградите квалитетот на производите и услугите што ги испорачувате. Имајќи ја предвид целата ситуација, носителите на признанието заслужуваат особена почит затоа што во малку лесни времења го развиваат својот потенцијал и постигнуваат изворени резултати, задржувајќи висок квалитет на производите и на услугите. Би сакал да ја искористам ова можност и да се заблагодарам на Сојузот на стопански комори, што продолжува со традицијата на доделување на признанието за македонски квалитет, задржувајќи ги високите критериуми. Тоа е значаен придонес за македонската економија во овие особено сложени времења. Би сакал најискрено да ви честитам за постигнатото во 2021-та, и посакувам признанието за квалитет да ви биде дополнителен мотив за уште подобри резултати. И годинава, согласно критериумите на Сојузот на стопански комори, добитници на признанието се стопански субјекти од различни економски области, кои покажуваат општествена одговорност и се истакнуваат според својот развој. Почитувани, навистина е неблагодарно добитниците да ги споредуваме или оценуваме, особено имајќи предвид дека доаѓаат од различни области. Во секој случај имаме лепеза од компании кои се од различни стопански гранки почнувајќи од производство, продажба, трговија, услужна и здравствена дејност, па се до невладина организација која нуди социјални услуги на нашите граѓани. Се надам дека нема да ми замерат останатите 9, ако издвојам еден од добитниците на признанието за македонски квалитет, а тоа е непрофитната организација која што се грижи за посебна категорија наши граѓани. Станува збор за Републичкиот центар за поддршка на лицата со интелектуална попреченост Порака, застапувајќи ги правата и интересите на повеќе од 20.000 лица со интелектуална попреченост во Република Северна Македонија, преку различни активности и програми Порака суштински придонесува за подигнувањето на квалитетот на нивниот живот. Благодарение на Порака, лицата со интелектуална попреченост имаат поголеми можности за вклученост во социјалниот живот и олеснет пристап до ресурсните и до сервисните центри и клубови. На крајот, дозволете ми да ви ја честитам новата 2022 година и да ви посакам добро здравје и успех во работата, да си посакаме пандемијата конечно да биде ставена под контрола, за да можеме да се развиваме и да напредуваме во нормални услови. Сето тоа ќе значи и подобар животен стандард и задоволни граѓани. Уште еднаш, искрени честитки на сите добитници на признанието за македонски квалитет. Ви посакувам уште многу успеси во натамошната работа. Благодарам.